Половина милион евра ќе уплати државата во фондот за да има навремена и непречена исплата на пензиите. Со покачувањето и зголемениот број на пензионери, годинава за исплата на пензии се потребни 1,2 милиарди евра, што е за 120 милиони или околу 11% повеќе во однос на планираното со ребалансот лани. Од државната каса се покрива разликата меѓу пензиите и собраните пари од пензинскиот придонес, а еден дел од пензинскиот придонес не оди во фондот за ПИОМ за сегашните пензионери, туку оди во задолжителните приватни пензиски фондови, како лични пари на сегашните вработени, а идни пензионери. Секако, освен пензиите, мора да се покрие и самото работење на фондот за ПИОМ. Информираат од Министерството за труд и социјална политика. Она што охрабрува е што се намалува учеството на буџетскиот трансфер како процент во однос на вкупните приходи во државната каса. Па така во 2020 година бил 15,9%, а во 2023 се планира да биде 11,3%. Во исто време, освен износот наменет за пензии, расте и планираниот износ од пензиските придониси. Од придониси за пензиско осигурување во 2023 година се планира да се соберат 982 милиони евра, додека лани во последниот ребаланс на буџетот износот од придонесите за пензиско осигурување бил 869 милиони евра.